можем основните потреби. Жал, напад сме това да се. Позволете ми някакви иллюстрации, защо състоявате катастрофално. Плано за 2015 година. Беше предвидено да се обхватат нови програми за уредуване на граденото землище и разрешение на комунална инсталация около 114-115 улици в градската средина и около 21 села. Или се на село около 140 до 150 улици трябва да бъдат предмет нова. Дали някой може да предпостави колко отдова е извършено в 2013 година. Нека ще ви кажа. 22. Значи от 100, 15, 22 се извършено. И да не можем да гарантирам дали го обем по-вишно беше планиране. Най-вероятно го по-мил обем. Спомнате улицата ми да не са асфалтирани 100 метра, 50 или вместо 200 100 метра терената. До толкова анализа наистина не е обем. Много по-лош е трендът на ваквата състава. Трендът датира изминатите 10 години со посебен акцент от 2012-та навам. Еве ще се случва в 2012-та навам. В 2012-та за изград и реконструкция на комунална инфраструктура бе инвестирани 256 милиони денари или 4,2 милиона. В 2013-та за ова намена беа издвоени 186,4 милиони денари или над 3 милиона. Само за година ден имаме пад от 1,2 милиона евро. В 2014-та започва падът много по-драстично. Падака в 2014-та за ова намена за изграда на комунална инфраструктура бе потрошени само 117 милиони денари или нецели 2 милиони евра или повторно имаме пад от година до година от 1 милион евро. Не е завършено. Тогава в 2015-та това ще е предмет на днешната седмица. За инвестиции в комуналната изградба са потрошени само 75 милиони денари или 1,2 милиони евро. Да се обрушиме повторно и ова година имаме пад в инвестициите в комуналната сфера от 1 милион евро. 2012-13, 1, 13-14, 1, 14-15, 1, 3 милиони евро са намалени инвестициите в комуналната сфера. Или 75% споредено с 2012. Защо е това така? Най-добро, може би ги илюстрира друг подател, а той е на добра степен за уредуване на градежно землище и полагаме мигрираните данъчни комунали. Истата споредба е направена с прибиранието на комунали. В 2012-та от комунали бяха събрани 136 милиони евро. Пардон, дена. 136 милиони дена. Или 2,2 милиони евро. В 2013-та 88 милиони денари или 1,5 милиони. В 2014-та веки имаме драматичен пад на приходите на комунали на само 45 милиони денари. За отприли изходно ниво да бъде задържани в 2016 година. Защо е въпитно? Затоа што комуналите покажуваат колку се гради обитола од страна на граѓаните, од страна на правните субјекти.
Тие покажува колку куќи се изградени, колку згради се започнати и колку се изградени. Падат комуналиите од 136 милиони дена, не само 47 милиони дена е во делот на комуналиите, говори дека 70% е намалена изградбата во општина Битола во изминатите 4 години. Ова се фрапантни податоци. Немам друг збор во потреба фрапантно, катастрофални податоци. И треба се запрашаме за средата. Што се случува во општина Битола во изминатите 3-4 години? Не е некој мистерија. Бумот во изградбата се доложише на 2012-та, 2013-та, кога се градеше во Арама 1. Во тој период, имам кажано повеќе пати, општина Битола инкасираше некаде 2,7 милиони евра од комунали и 2,5 милиони евра од продажба на градежно земјиште или околу 5,2 милиони евра се вкупно. И тогаш беше бумот на изграда. Поминаа тие 2 години и се замне. Клучното прашање е дали мораше и дали требаше да замне изградбата во посебно план. Дали се продаде, дали се изгради, нема кој простор таму, нема кој парцели, оформена е населбата во Арама? Не. Значи Арама еден е неде 3-40% изградено, Арама 2 скоро ништо, Арама 3 апсолутно ништо. Има огромен простор. Простор за интензивна изградба во наредните минимум 15 на година. А ние ги спукавме сите куршуми за само 2 години. И повторно истото прашање. Зошто? Јас се наговорам тука. Како можеме да очекуваме да продолжи изградбата, ако тој што ќе изгради зграда или куќа, не може до својот објект да донеси канализација, не може да донеси водовод, не може, а треба да ги всели граѓаните кои што ги платиле своите станови, не може да доби потребна дозвола, не може да добијат имотни листови. Автоматски, тоа значи дека поборувачката за станови војни не се намалува. Тоа пак следствено повлекува незаинтересираност на инвеститорите понатаму да купуваат парцели, да трошат пари за изградено земјиште, да трошат пари за комунали и на тој начин целиот циклус да се повтори. Јавно на тогаш градоначалникот во тој период не обетуваше дека Арама плаќа, жабени се гради и затоа нема пари, ама да не се сетираме, во рок од 6 месеци ќе почне и Арама да се гради. Од тие 6 месеци што ги најави градоначалникот 2012 година, поминаа очекуваш години 4 години. Арама се уште, Арама 1, се уште не е изградено во делот на комуналната инфраструктура. Се уште си да знаеме и чекаме тие фамозни 2,5 милиони евра од Светска банка, пардон, од владата на Република Македонија, кој што има земја од Светска банка, за да продолжиме со изградбата. Не инфраструктурата. Ете колку малку касни. Ете зошто никој повеќе не гради во Арама. Така не се води град. Така не се гради општина. За жал, Талевски стана мајстор, остана мајстор, само на илузија и на ништо повеќе. На нашите тврдења, дека барем дел од средствата кои што ги собра во Арама, а ќе повторам беа 5,2 милиони евра, ги вратеше во изградба на инфраструктурата, денес ја нема пава состојба, изградбата во континуитет ќе продолжи
и средствата континуирано пристигнуваат во нашиот бюджет и ќе немавме ситуација на само 22 улици изградени во 2015 година. Имавме многу повеќе пари. Тој апсолутно не е презент. И за да некој да не му текне да речи да, во тој момент не беше по-приоритет на жабените, одговора. Во тој ист период, 2012-2013, тие средства кои што се собраја во поранешната касарна, 5,2 милиони евра. Дури 2,5 милиони беа потрошени во жабење. Навистина. И беше регулирана инфраструктурата во жабење. Клучното прашање, каде отидува останатите 2,5? Зошто барем тие не беа вратени во касарна? И за тоа, Таневски еден ден ќе мора да одговара. Затоа што на тој начин има предизвикано материјална штета. Материјална штета кај инвеститорите кои што ги изградија зградите, подпишаат договори со корисниците на становите, кои не може да се вселат, кои што за да дојдат од своите станови треба да поминат низ вистинска џугла, и на крајот, која ќе добијат конечно после низа години потребната инфраструктура, ќе ги поднесат тужбите до општина Битола и општина Битола ќе треба со камата да плати за настанатата штета која што истите ја имале. Кој ќе плати? Ние овде во просторијата, па и ние заедно со станатите штели на општина Битола. Трагично, ама вистинито. За жал на Талевски дојде неговото време да